Нема време за преговори. Парламентарните политички партии мора да вложат максимални напори и уште денес да се најде решение за деблокирање на работата на органите на општините преку законско продолжување на мандатите на градоначалниците, апелира министерката за локална самоуправа Шире Телези. Во соопштението истакнува дека по 6 месеци од одржувањето на парламентарните избори, политичката криза сериозно се заканува со целосна парализа на локалната самоуправа. Од утре, градоначалниците и советите на општините и на град Скопје се без правно дефиниран статус, а граѓаните се оставени во недоумица дали ќе може да ги остварат своите права пред органите на единиците на локалната самоуправа преку постапки кои што веќе ги имаат започнато или пак имаат итна потреба од тоа. Локалната администрација и сите јавни служби на локално ниво се загрижени за своите плати, но и за начинот како во наредниот период ќе продолжат да ги извршуваат своите работни задачи заради непрекинато континуирано сервисирање на граѓаните. Голем дел од градоначалниците предупредуваат дека општините ќе се соочат со целосна блокада, а тоа најмногу ќе се одрази на граѓаните. Советот престанува да работи и се наметнува еден вид, да не кажеме, парализа, односно стопирање на активностите на локалните самоуправи, што штетно ќе се одрази на одредени активности, на повеќето активности на самите локални самоуправи, односно уставното право на граѓанинот на за живење во локалната самоуправа и користење на бенефициите, односно оноа се што му следи согласно закон, е нарушено во овој момент. Ќе настане застој во функционирањето, со оглед на тоа што градоначалниците нема да имаат можност да потпишуваат, а воедно и ќе нема да важат овластувањата кои што се дадени на вработените во соодветните сектори и служби на општината и на градот Скопје. Со прекинување на мандатите на градоначалниците, локалната самоуправа нема да може да ги извршува своите законски обврски и клучни надлежности. На граѓаните ќе им бидатускратени сите услуги што ги добиваат од локалната самоуправа. Нема да можат да се исплаќаат плати во институциите под нејзина надлежност, како градинки и училишта, и ќе се спречи реализацијата на инфраструктурните проекти. Нема да може да функционира ниту јавниот превоз. Освен јавните предпријатија, блокада се заканува и на противпожарната служба. Со оглед нека набавката на нафтени деривати нема да биде возможна без потпис на градоначалникот.